Спортска сала Павел Шатев во Битола. Ова спортска сала секојдневно тренираат и учат негде околу 500 до 600 ученици редовни во Средното економско училиште Јане Сандански. Вакви сали ми се потребни повеќе да ги има низ градот, затоа препорачувам повеќе да се изградат. И ова е еден предизвик и едни одлични предуслови за изведување несметано на наставата по спорт и спортски активности. Богданци во Богданци. Општина Богданци со ова има добиено две спортски сали. Едната спортска сала е овде во Богданци, другата е во село Стојаково. Овде после 20 години, а во село Стојаково после 35 години постоење. Тука имаме одлични услови за работа, тренираме секој ден. Многу сум среќна што ја изгради оваа сала и се надевам дека јас и моите другарки ќе може да спортуваме во неа. Никола Штейн во Тетово. Спортската сала представува објект кој ќе ги задоволи сите потреби на градот Тетово, пошто немаме градска голема убава сала. Многу сум среќна што добивме ваква сала, што имаме услови за тренинг, да ги извршиме нашите кондициони и технички припреми. Се исполнува и програмата на нашата школа, значи 2870 деца. Сега веќе не е мало тоа, радосни са сите. Македонски бранители во Берово. Физичко и спорт нема теорија, има пракса. Учениците наши со пуштањето до денес не се по кафичите, тие се во спортската сала. Откако се отвори оваа сала, преку текот на целиот ден и преку текот на целата вечер, се случува да останам овде и да тренирам. Во секој миг, во секој момент да ја имаш оваа сала е голема придобивка за еден спортист, ние ја имаме и затоа ќе успееме. Коста Рацин во Брвеница. Салата допринесе во тоа да се подигне нивото на спортско-рекреативниот дух кај сите млади во општината. Нешто што му требаше на овој регион. Ова спортска сала, како јас, така и сите други, имаат можност да напредуваат во својот омилен спорт, како например во фудбалот. Антон Димитров во Бута. Се изградија двете спортски сали, спортската сала Антон Димитров во населбата Бутел 1 и спортската сала Иван Хаджи Николов во населбата Радишине. Ова е едно собиралиште во време почнувајќи од 7:30 до некаде 23 часот навечер. Овие два спортски храма пружат убава можност на генерации млади бутелчани да почнат да спортуваат, бидејќи само со спортот може да изградиме здрава нација. Методи Антонов Ченто во Газибаба. Од самото пуштање на оваа спортска сала се одржаа многобројни спортски манифестации, турнири, меѓународни турнири се одржуваат. Во текот на викендите овдека се одржуваат и надпревари од лигите, регионални, државни лиги. Спортскава сала кога се изгради, за населението беше воодушевување. Нашите деца повеќе не се на улица, они се згрижени, знаеме каде се спортуваат. Никола Карев во Чешиново, Облешево. Спортската сала ја користат и културните уметнички друштва од Чешиново, Облешево, едукативниот центар ја користат за разни турнири. Со нејзината изградба се подобри квалитетот на наставата по физичко образование и веќе независимо од временските услови во секој временски период се одвива нормално и по квалитетна настава. Од надворешните услови се префрлевме внатре во сала да реализираме во целост програмата на ова училиште. Во оваа сала можам да ги исполнувам сите желби и можам да бидам најдобар фудбалер. Методи Брицо во Делчево. Оваа прекрасна училишна спортска сала која е намената за учениците од нашиот средношколски општински центар Методи Митевски Брицо, за околните училишта, како и за граѓаните. Сега Делчево ги има сите услови за развиток на спортските активности. Ова го имам сонувано уште како мал. Сега ми се оствари сонот
Во 20 години работен стаж како професор по спорт и спортски активности. Условите во оваа сала се прекрасни, како за часовите по физичко и здравствено воспитување, така и за други активности, како например за фолклорната група. Ѓорче Петров во Ѓорче Петров. Ваквите објекти се вистинската дијагноза за современите пороци на општеството. Салата во Ѓорче Петров е максимално искористена. Се користи за сите спортови, но специјално е за ракомето. Овој тип на спортски сали се вистински за солништа за младите личности. Добре за младите да се рекреираат, исто така можат да научат некои спортови. Гоце Делчев, Илинден. Околу 1700 преварувачи посетуваат недавно оваа спортска сала. Со отворењето на оваа спортска сала ни се подобри условите за работа во училиштето. Ние формираме женска фудбалска екипа со која што имаме доста завидни резултати. Спортската сала ни овозможи да го развиеме и афирмираме ракометниот спорт во општина Илинден. Работиме со 50 на девојчиња на возраст од 6 до 15 години. 2/3 од репрезентацијата веќе е составена од овој клуб. Во оваа сала ги направив моите први фудбалски четири. Независна Македонија во Кисела вода. Имаме можности да ги оствариме сите наставни програми кои што се воведени со 9-годишното основно образование. Во рамките на училишниот спорт во минатата година во општина Кисела вода се одиграа вкупно 600 надпревари во 5 спорта, додека веќе за оваа учебна година планираме во 9 спорта да се одиграат вкупно 1200 надпревари. Архиепископ Досите во Кисела вода. Имаме повеќе простор за изведување на екипните спортови. Бројот на децата кои што се застапени сега моментално во тренажни